Буквата К. Карпош Петар. Карпош Петар бил предводник на големото народно востание од 1689 на македонскиот народ против Османлиската империја, познато во историјата како Карпошово востание. Пред востанието Карпош бил долгогодишен ајдутин, а подоцна и ајдутски арамбаша. Со востанието бил прогласен за крал на Куманово. Додека корените на востанието лежеле во повеќе вековната подчинетост на македонскиот народ, како и неговата незавидна економска и општествена положба под османлиска власт. Непосреден повод била втората опсада на Виена од страна на Османлиската империја во 1683 година. Таму е Скопје, град кој љубав личе, што умира без сни. А далеку од него ја среќен не сум бил. Во чест на востанието, општината во градот Скопје го носи неговото име, додека плоштадот на левиот брег од Вардар пред камениот мост го носи името Карпошово востание. Исто така на средината на камениот мост е поставена плоча во негов спомен. Плочата го носи следниот текст, испишан на македонски и на англиски јазик. Карпош, водачот на големото народно востание од 17 век, значајна личност на македонската историја. Погубен во 1689 година на камениот мост во Скопје. Споменикот на Карпош е поставен на источната страна од камениот мост на левиот брег на реката Вардар. Општината Карпош. Оваа општина е формирана на 3 ноември 1976 година со Законот за формирање на општини на град Скопје и за утврдување на нивните подрачја. Најголемиот дел од подрачјето на кое е формирана општината го носела името Карпош, кое е заедничко име или прекар на два значајни личности од историјата на македонскиот народ. Карпош, војвода кој во 1689 година бил водач на селското востание од Кривопаланечкиот и Кумановскиот крај и се борел против турските феудалци, паши или Карпошово востание. Востанието било задушено, а Карпош бил заробен, набиен на колец, избоден со копја, пошто од камениот мост во Скопје турците го фрлиле во реката Вардар. Таму е Скопје, град кој љубав личе, што умира без сни. А далеку од него ја среќен не сум бил, но кога ќе се вратам, тој многу ми е мил. Роден мој град, во детски мили мечи, младоштво правиш. За да не се заборави името на Карпош, тоа име го земал Христијан Тодоровски, народен херој на Македонија од Ноб и легендарен партизански командант во североисточна Македонија. Тој храбро загинал на 7 февруари 1944 во борба против фашистичката полиција во селото Билјача. Покажување на еминентни македонски историчари. Името на општината Карпош не може да се поврзе само со една од овие два значајни историски личности. Со оглед на тоа дека самото име Карпош асоцира на монолитност и истрајност на македонскиот народ за сопствена држава и сопствен национален идентитет.